Со засилени полициски единици, кучиња трагачи и голем број на доброволци кои имаат и хеликоптерска поддршка. Втор ден продолжува потрагата по исчезнатото 10-годишно момче во Прилепско Маријово кај селото Врпско. Според таткото на детето, последен пат тоа било забележано во дворот на куќата вчера попладне околу 16 часот, кога после тоа му се губи секаква трага. Го барале на сите места низ селото каде најчесто се играло, но не го пронашле. Вела досега не му се случило да се изгуби низ селото, а целиот случај го усложнува тоа што станува збор за дете со посебни потреби. Завртив. Кај што мислам таму, кај што оди по вода, завртив една со викање видов, нема ни пискање, ни плачење. Се вратив на жената и реков, че земам палтенца, нешто и ќе одам поđаде, ќе барам надолу неке реката, а таја доди нагоре, да не поедина до негде по патот, со машкото детето тука им беше понагоре да бара. Вчера околу 21:30 часот во селото прво пристигнуваат граничната полиција и Спасе Чакрески, добар познавач на теренот и жител на селото Витолиште, пошто се започнува со темелна потрага низ селото, а потоа и во неговата околина. Станувало збор за екстремно опасен терен. Значи само селото Врпско на плато кај што е прегледно, од сите страни е заградено со ниско стеблеста шума, во најголем дел тиса, чалија и капини и е тешко неприступашно. Значи убиствено неприступашно. Родителите кажаа дека детево не зборува за залишно ментален хендикеп, не е комуникативно и ни потенцира доколку забележи дека некој се движи, има можност да се скрие. Во потрагата подоцна се приклучуваат и ловџи од Прилеп, пожарникари, како и членови на спасителната служба Златоров, откаде сметаа дека ако детето се загинало во 16 часот, не можело да биде заминато повеќе од 5 километри надвор од селото, но иако барале во тој радиус, сепак не пронашле никаква трага. Кога ќе се затемни таму се дезориентира буквално секој човек, доколку не го познавате многу добро теренот. Баравме во радиус од 5 до околу 5 километри, бидејќи самата подготвеност и бидејќи детето не носеше доволно облека со него и храна, претпоставуваме дека е во близина на селото. Се повикуваат сите кои имаат теренски возила и кои сакаат да помогнат да отидат кај селото Врпско и со себе да понесат храна и вода. Денеска областа ја посети градоначалникот на Прилеп Борче Јовчевски. Јас би испратил и апел доколку можат и други лица од Прилепска општина активно да учествуваат. Се разбира, на овој терен исклучиво доаѓа во предвид теренско возило, доколку можат и да понесат храна и вода како неминовни намирници, каде што активно би го покриле што повеќе овој терен. Се очекува од утре во целиот случај да се вклучи и Центарот за социјални работи од Прилеп, за да се види дали досега ова семејство било корисник на некоја услуга од Центарот, но и стручни лица ќе треба да направат проценка на капацитетите на родителите и останатите деца во семејството.